Ќе се модернизира образованието во медицината со цел квалитетно здравство и приближување кон Европската Унија, истакна денес министерката Весна Јаневска. За да се овозможи соодветното образование, треба многу да се работи, вели таа, па децидна е дека треба да се преземат сериозни чекори. Истакна дека заедно со Министерството за здравство од сега ќе се преземат потребните активности. Веќе подолг период разговараме со Сдруженијата на медицински сестри за да овозможиме соодветно образование на сестрите и сето тоа е во континуитет веќе неколку години за во овој момент да созрее времето да ги превземеме сериозните чекори. Ке мора да се модернизира образованието на медицинските сестри и сите техничари, кои фаќат и акушери и физиотерапевти и други профили, да се приближиме на Европската Унија, но не само заради тоа, за да понудиме квалитетно здравство во државата. Се што е потребно, за среќа еве сега, заедно со Министерството за здравство, ќе превземеме. Министерот за здравство Арбен Таравари вели дека до крајот на годината ќе има и конкурси за вработување, со што ќе бидат примени над 1000 лица како медицински персонал. Недостаток на медицински персонал, посебно среден медицински персонал, има секаде, барем по тоа што ние како Министерство бараме секојдневно да речем, секоја недела или секои 2 недели од нашите директори во внатрешноста на државата, секаде има недостаток. Поради тоа и владата веќе превзема чекори, а јас се надевам дека до крајот на оваа година ќе биде објавен конкурс во која што ќе бидат примени на работа некаде над 1000 средно медицински персонал. Така да како да ги задржиме нашите доктори и друг медицински персонал тука, вие веќе гледате што правиме. Значи 300 специјализанти оваа година веќе ќе примиме на работа, оваа година и 300 идната, 1100 средно медицински персонал, колективен договор, покачување на плати. Ова е што може да направи една влада. Повеќе од ова за 6 месеци ја не знам дали ќе можевме да направиме. Ова се проблеми наталожени, ви велам од 2017 истите проблеми беа. Во согласно со ситуацијата, ваквите промени од една страна ќе пружат поголеми знаења во образовниот процес, а од друга страна и подобро здравство како и можност младите да останат во државата.